Детето ми бара јадење, а ја немам да им дадам. Тоа плаче на една страна, јас плачам на друга страна. Не можам да му дадам, а тоа бара. Катерина Печуркова имала дом полн со љубов. На самата помисла дека порано ми беше супер во животот, до сега да ми е толку да сум, па да не кажам несрекна, мојата несрекна. Израснала во академски граѓанин, жена што верувала во трудот, знаењето и честниот пат. Имам земјоделски факултет завршено, дипломирано све тоа, ама со него не можам да најдам работа. Работев едно време во тука кога дојдов паркови за винува. Сум се мачала 5-6 години да го учам факултетот, а да не можам да најдам работа со него, па и жалосно. Станала сопруга, мајка, жена што верувала дека има се. И во 2021 останав времено со трето. Ама во 2021 он се дружи со лошо друштво, да кажам. Почна да пие, почна малтретирање, го пријави во полиција. Како да не беа заинтересирани да помогнат. И од тогаш он нема ни доаѓано, нема ни да ги доеда децата. Има одредено за алиментација, све судски сме разведени, ама не плаќа ништо за децата. Зад нејзината тивка насмевка стои мајка што секој ден се распаѓа и повторно станува. Ете, прескаме моја, вика да сакам јогурт и леб дробено, а немав јогурт да им дадам. И буквално плачат за јадење. По емитувањето на емисијата почнаа да пристигнуваат повици, пораки и помош од хумани луѓе од сите страни. Граѓани донираа храна, облека и финансиска поддршка, а компании и добри луѓе понудија можности за работа и нов почеток. Почнаа да пристигнуваат и лекови, витамини и неопходни терапии за децата. Нешто што до вчера за Катерина изгледало недостижно. По долг период повторно почнале да и се јавуваат и луѓе со кои некогаш се дружела во средно училиште. Пријатели што животот ги разделил, но кои гледајќи ја нејзината приказна, повторно ја побарале и подале рака. Немав надеж некоја голем дека некој ќе ми помогне. Очекував некоја 1-2 донации, 3. Нешто да ми се даде и толку да се замре буквално. Ама ете, телефонот буквално не престана да звони откако ја дадовте на интернет. Баба нам да кажа дека супер поминав. Имаше голем број на донации. Прво и на нив да им се заблагодарам. Доста ми донира и од храна и од парични средства исто имаше доста што ми донира. И од школото на Габриела кај што учи. Од цело школа и плюс од класот што има собрано доста. Така да доста собравме. Имаше и од средно повише така, од другари од средно. Имаше различни луѓе што не ги знам, што ја виде во објавата и дошло да помогнат, што не ги знам. Дојде и градоначалникот, да. Рече дека ќе ја прави куќата во кровот, купатилото од внатре ќе вако. Рече дека ќе ни купи кревети, и 2 креветчиња за децата и плюс шпорет, ни рече. И сега веројатно чека времето да се поправи за да дојдат да прават. Ми се јавија и дека ќе ме викнат и од паркови за договора. Ја би почнала уште утре, ако што се вика, да ми се јават.
Денес ја посетивме општината каде што градоначалникот на општина Газибаба изрази целосна поддршка за Катерина и нејзиното семејство. Катерина, која порано работела во општината, сега е сосема нова личност. На почеток морам веднаш да потенцирам дека што ја видов сторијата на емисијата Срца на дланка на Алфа телевизија, веднаш беше контактирана Катерина. Утре да направивме посета на нејзиното семејство, однесовме поголем дел намирници на храна за да имат за одреден временски период и ги видов состојбите во кои што функционира таа и нејзиното семејство. Потоа формирав една иницијатива, поразговарав со повеќе општествено одговорни компании кои што се приклучени на иницијативата и прифатија да извршиме реконструкција на домот на Катерина, согласно нејзиното барање и состојбите во кои што се наоѓа објектот. Првично да направиме реконструкција комплетна на кровот, на санитарниот јазел, на тоалетот и на спалната и на детската. Дополнително ќе обезбедиме нов мебел за спалната соба и за детската соба и нови апарати од бела техника, согласно на што е потребно, фрижидер, шпоред и така натаму. Навистина сум благодарен на одредени компании кои што позитивно одговорија на мојата иницијатива и веќе сме во акција на прибирање на таа опрема што ни е потребна. Извршиме увид со градежна компанија која што ќе го санира сето тоа повторно во домот на Катерина и очекуваме в наредните денови да започнеме со реконструкција првично на објектот, а потоа да се донесе и соодветната опрема што е потребна. За само неколку дена, животот на Катерина почнал да добива нова насока. Ни донира од Виница како инвалидско моторче, може да се каже, за трите деца, да може трите деца да ги стави, да може да ги однесе до градинка, до школа, за да можам јас да работам на рад. Да не се грижам кој ќе ги носи, кој ќе ги враќа, ако се задржам случајно. Пријателите школски, буквално после толку време, што ме изненадија, благодарам и на нив. Многу ме изненадија, помош ми доста пати ми донесоа и обојка и храна, да не кажам, и пакети со месо. И све од градинка, родителите на групата што е најмалото дете, му правеа роден ден. Таму кај градинката му правеа роден ден, све они организира. Едни донатори ни донесоа нов фрижидер, ни го напунија фрижидерот и плюс гарнитура за 5 осет за седење, маса и плюс као регалчиња што ни донираа. Во моментов подобар живот и само што работаме. Па јас очекувам, уште колку ми се јави човекот на градоначалникот дека зборува дека ќе ми се јават за потпишување договор, ја ги чекам секој ден да се јават. Оваа приказна не е само приказна за една мајка, туку е пример за тоа како хуманоста може да обедини цела земја. Катерина сега гледа кон иднината со надеж, знаејќи дека секојдневно добива поддршка. Единствено што сега и останува е да се врати на работа, каде што ќе може повторно да гради стабилност за себе и за своите деца. Како локална самоуправа, секој пат сме лимитирани кон одредени вакви ситуации, меѓутоа имаме можност да доделиме еднократна парична помош со одлука на Совет, еднократна парична помош со одлука на градоначалникот до 50.000 денари, а да ако треба поголема сума одиме со одлука на Совет. И тие методи често ги практикуваме затоа што навистина одредени семејства се соочуваат со предизвици во даден временски период и мораме ние со адхок решенија да пробаме на еден начин да го избалансираме тој период кога се наоѓаат во одреден социјален ризик. Таков случај беше и со семејство Катерина. Покрај тоа што ќе го реконструираме објектот и ќе однесеме соодветна опрема, поразговарав јас и со градоначалникот на град Скопје да видиме дали има можност таа да се врати на работа кај што била претходно вработена во јавното претпријатие Паркови и зеленило на пунктот во Ченто, бидејќи согласно информациите кои што биле на нејзина страна, таа некаде во периодот помеѓу 2021 година и 2022 година била избркана од тоа претпријатие. Поразговарав со градоначалникот, рече ќе разговарат со менаџментот на јавното претпријатие и ќе гледаат да ја вратат на работа Катерина, нормално си ги извршува соодветно работните обврски и да може нормално да екзистира со својата фамилија. Благодарение на хуманоста што се пробуди кај македонскиот народ, граѓаните од многу делови на државата се вклучија и помогнаа. Таа доби поддршка од соседи, пријатели, па дури и од луѓе од други градови кои ја препознаа нејзината борба. Да, тоа моментално ќе ги правиме со донации, исто не донира и цемент. За да направиме овдека спустот, за да може да поминува соковичката
да врти од фактички од таму дека треба да врти од кај другата страна на оградата, дека има многу скали, не може по скалите да се мине со тоа. И моравме таму да направиме, па за да може да влезе, моравме да бетонираме мало дел таму. Кај до оградата што е. Прво, најбитно сум многу благодарна што воопшто некој ми помогна. Ја не очекував дека толку ќе ми помагаат, толку ќе се има одзив за да ми помогнат на сите кои донира. Сега може не ги знам точно на сите по име кои беа, на сите кои ми донира многу сум им благодарна. За наставничката идам да ја земам Габриела од школа. Ја го нема не иза во групата кај што ги изнесува децата. Каде е Габриела, вика натре во училница, дојди. Идам, јас си мислам ќе ми каже нешто, Габриела направила нешто, или не знам што се скаравме со некој. Она ми дава цела папка со буквално преполно од пари што собраве во училиштето, што собираве. Многу сме им благодарни на тоа. И финансиски да сме малку доста подобри. Имавме доста донации парично. Така да за сега ни е подобро, животот многу подобро од што пред тоа беше. Само што работа чекам, дај Боже и тоа ќе биде. Се надева дека ова е нов почеток, каде што незината работа ќе ја обезбеди сигурност, а незината храброст ќе послужи како инспирација за сите околу неа. Сега Катерина е символ за издржливост и надеж, а незината приказна ќе остане во срцата на сите кои ја поддржаа. Единствено што и треба сега е да го направи тој последен чекор и да се врати на своето работно место, знаејќи дека целата земја стои зад неа. Приказна за три мали души што се борат за секојдневието, за мајка што не се предава и за баба чии раце, иако уморни, се уште држат цел дом исправен. Ова е приказна за храброст, за љубов која не се мери со пари, за надеж која сјае и кога животот ја гаси. Здраво. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Јулица. Ние сме екипата од Срце на дланка. Кажи ми како си? Добро. Сама се пријави во Да, нашата сама. емисија. Зошто, Љубица? Па, Што се случува? Децата да имат поубава иднина, за да можем да си најдеме работа. За тоа го дадов Срцето на дланка, Така. за да имат по-безбеден живот. Дали барате работа? Да, барам работа. Значи првично е Да, апелот. првично работа, па после тоа децата да имат соба безбеднина, значи Поубав живот. поубав живот. Дали ќе ме поканиш внатре како Да, добра ќе те домаќинка, за да поканам. можеме да си Да. направиме муабет Да. за твојата приказна? Да. Мајката, жена која животот ја принудил да порасне побрзо отколку што посакала, секое утро станува пред сите. Ги буди своите две мали дечиња. 8-годишната ќерка што сонува големи соништа и 4-годишниот син кој верува дека светот е добар. Ги облекува, им подготвува појадок, ги носи во училиште. Љубица, дали ќе може да се прошитаме низ ова скромно домаќинство? Може. Може ли да му однесеш во тоалетот? Може. Ајде, повели. Љубица, зашто е ова корпа со алишта тука? Зашто немаме машина за алиштата да ги периме. Затоа е. Ова, Дали зимно време со нешто топлите тука? па, на плин грееме, некој пат вода, некој пат тут соларното. Ама најповеќе на плин. Со плин ли ги... Да, грееме вода тенџере? со тенџере, да, за да се баниме.
грееме вода кога е ладно и А дали има грејно тело за да можеш да го нема стоплиш овој грејно простор? тело, нема Како грејно зимно тело. време функционира таа? Па ладно, многу е ладно за децата, многу, значи нема топлина, нема. Љубица, овде немате пот. Да, немаме, зашто има влага и не е удобно за топлина, за такова нема топлина. Значи, А што ви е ова? Мушама ли е ова? да, мушама е ова, зато има влага од се рони зидот. Значи, не е удобно за седење овде. Љубица, кој седи во оваа соба? Само летоска ја користиме. Зимовска не, само летоска кога Кога е топло, кога можете да седите? можеме да седиме. Дали тогаш можеби се одвојувате бабата да спие тука, вие таму со децата или обратно? Значи таму спием, само тука летоска на дена седиме. Вечерта иначе таму па се спиеме, тука не спиеме. Мајката останала сама со две мали деца. Сама ја носи тежината на деновите, сама се соочува со грижите. Работи каде и кога ќе најде можност, чисти, помага, прифаќа било каква работа, само ако има кој да ги причува децата. Но тие можности се ретки, а потребите се секојдневни. Оброк, облека, лекови, тетратки, книги, превоз. Љубица, која е твојата приказна од кога си сама со своите дечиња? Па 4 години сум сама со моите дечиња. Самохрана мајка сум, разведена. Го дадов срцето на дланка зашто да имат моите деца по-убав живот, по-добро утро. Значи, да имат соба, детска сака девојчето. Со нив живее и нејзината мајка, бабата. Но таа не е само член на семејството, таа е темел. Со скромна пензија, што едва истигнува за леп, лекови и неколку сметки, бабата дава се што има. Понекогаш и повеќе од тоа. А има уште нешто што тешко и паѓа. Девојчето повеќе од 1 година не е однесено на очен преглед, иако има потреба не затоа што мајката не сака, туку затоа што немаат пари за тоа. Најтешко ми е дека девојчето треба на контрола да оди за очила, за очите. Не можам да ја возможам, мајка и не е на работа, мојата пензија недостасува да ја дадам да оде на контрола и не отиде на 1 година. Сакам да ја дадам се, најтешко ми е и кога немам, ми е тогаш најтешко, кога не можам да ја дадам. Кога не можете да ги однесете на Да ги лекар? однесеме на лекар, мајка и некојаш ги носи со комбе, ги носи. Што е на Ова, очињата всушност? окото ја е затнам каналчето, уште од мала, и рекла дека треба да носи очила и секој 3 месеца доде на контрола да видат дали им се подобрува каналчето и дали треба да им се сменат стаклата. Треба да ја носи на контрола, не можам да ја дадам пари да одат на контрола кога немаме. Но ми е најтешко во животот. Еден ден на училиште кога сите деца раскажувале што правеле за време на одморот, таа Тивко кажала дека и таа била на патување. Кажала бела лага, само за да не биде единствената што не отпатувала никаде. Кажи ми што ти било најтешко, Мила? Ти не можев да одам на одмор. А каде беа твоите другарчиња на одмор? На Грција. И ти што кажа на училишта? Ти бев на Албанија. Јас не сакав да кажам не бев. Ми беше страм. И јас кажав ти бев на Албанија. Ти беше единствената што немаш одитано на одмор? Да. Сакам да најдам работа, като најпрво. Немам услови водни, перауна, немам, затоа ги мијам надвор садовите кога не врне. Кога врна ги мијам во купател. Да бидеме дел од нивната приказна, да бидеме дел од нивниот спас. Започнува Срца на дланка. И тоа омилениот дел, каде што се дружиме со семејствата. Денеска заедно со нас е Љубица од Николич, која што ќе си одбере бела техника, која што ја подарува Flex Credit, нашиот пријател.
Здраво, Љубица, добре Здраво. дојде во Скопје, како си? Добро, Како патуваше? добро. Добро, фино, браво. Ајде да одбираме што ти е потребно. Машина, Од техника, за машина, веќе алиште. таа си знае. Да. Ајде. Повели. Здраво. Здраво, Баже. Здраво, здраво. Како сте? Ние повторно тука. Ајде, поволете. Љубица кажа дека ти е потребна веднаш машина за перење алишта, перална. Таму се пералните. Како што би рекол Баже, еве домакинката, колешката. Бараме нешто што е до 15.000 динари, затоа што нашиот пријател Flex Credit толку ни подарува. Меѓутоа, сигурна сум дека ќе најдеме нешто, барем така беше до сега. Ајде да разгледаме. Јас најдов. Од прва. Најдов 14.900, 16.600. Меѓутоа, мислам дека треба да увикнеме Баже за да ни објасни што е подобро, што треба да одбираме, што повеќе ќе ви одговара во вашиот олет. Баже, имаш Тука ли време сум. да не го служиш? Да. Здраво, здраво. како си? Како си ви? Здраво, супер. Здраво. Баже, знаеш како е редот, 15.000 динари ни подарува Flex Credit и треба да одбираме нешто до таа цена. До сега искуството ни покажуваше дека си идовме со повеќе работи, не само со една, меѓутоа овој пат Љубица има потреба од перална. Таа нема дома перална, има две дечиња кои што стварно треба нели да бидат средени, дотирани, навистина и е потребно да прикине веќе да мие да пере алишта на раце. Ајде да ја помогнеме. Моја препорака ке паралните сега во таа сума ќе гледаме да ја вклопиме таа машина. Само морам да проверам дали ќе може да ја вклопиме. Таа е 16.520, но како фирма ви кажав ќе направиме некакви напори да ја вклопиме во таа сума од 15.000. Морам само да проверам дали ќе може да ја вклопиме во таа цена. Ако е окей, таа машина според мене е супер. 7 килограми со 1200 вртежи, инвертер мотор, 10 години гаранција на моторот, 3 години на се останато. Според мене е перфектна машина. Ако може да се вклопи во 15.000 динари, воопшто да не се размислува, да не гледаме други машини. Да. Баже, јас Да. мислам дека треба нешто да направиме, затоа што веќе и ние сме пријатели. Така, можам да понудам и други машини, но со таков квалитет и со тие перформанси што ја нуди оваа машина, не може да биде. Ако има можност, значи да видиме, само ќе проверам дали можеме да ја вклопиме во таа цена, ќе биде супер. Јас видов дека и 14.900, која е разликата помеѓу таа машина и оваа машина што ти е фаворит? Ова е 6 килограми со 1000 вртежи, ова е 7 килограми со 1200 вртежи. Таа е со класичен стандарден мотор, ова е со инвертер мотор. Инвертер моторот е мотор без четкици, со помало оптеретување, поекономичен, потивок, значи многу повеќе работи нуди оваа машина, а тука се со цените. Значи, ако можеме да ја вклопиме во таа цена, јас би препорачал оваа и да не се прави воопшто мове за друга машина, затоа што стварно е екстра машината за таа сума. Кажи ми кога ќе можеме да добиеме одговор дали ќе се вклопи? Веднаш сега ќе проверам. Сакаш да ми кажеш дека ќе биде само со еден производ од тука? Па ако има можност ќе гледаме и два да бидат. Баже, не е фер. Да. Дали може би ти треба миксер, дали може би ти треба некое тостерче? Имаш ли тостер за децата да им направиш? Имаш? Дома, да, има Добро. тостерче. Миксер? Миксер има. Имаш? Теза. Така за пржење компира кој е нема. Ако или нека е тост, како значи, Може би нема да можеме да вклопиме во таа ако цена не, фритеза. тостер нека е, не е Ама, битно, миксер. Дали има и имаш тостер. доволно тенџириња? Тенџирина нема, само едно имам. Имам. Ете, тенџириња, ајде да разгледаме. Да, може. Чекај, ајде да видиме што Ајде. има, дојди. Баже, Ај. кој е најефтиното тенџерче од тука? Тенџерче ние како и минатиот пат што ви кажав, зависност од литражата, нели. Со поголема да скупиме литража, нешто. да, со поголема литража се и поскапи. Овие со помала литража се поевтини. Зависност тоа и сега какви се потребите. Зашо ти треба за компирчиња? Класично за За манџи. За манџички. Нека и ова што не е проблем. Има Кој е фино 1420 динари. Баже, што направи со попустот за машината? ќе можеме да ја вклопиме. Значи Со што? покрај тоа
ако сме за машината, ќе можеме да подариме и една пегла. Имаш пегла дома? Имаш? Имаш пегла дома. Ќе биде Може ли тогаш, тенџера? ќе може тенџера, ајде нека биде тенџера. Јубица, јас многу се радувам. Јас се радувам на сите попусти, меѓутоа кога се подарува нешто уште поубаво ми е на душата. Ќе може и тенџерче. Само нека одбере или тоа литражата, нека си Па одбере јас мислам кој. дека ова е поголема, така? Да, поголема. Кој е Добро. првото јадење што би го сготвила? Кој е првото? Компирче. Тој ми е омилено на начињата? Да. Умилено и на пржено компирче, варено компирче. Значи, Може. Машината и тоа може. Дали сме задоволни? Да, За 15.000 динари Да. имаме машина која што Да. ја испалија Презадоволна. Ептен, која што има, најмногу ми се допадна целото раскажување дека е многу економична. Економична е, да. Затоа што навистина Енергетски ефикасна со тоа ни е инвертер многу мотор, да. потребно. Ќе бидат средени дечињата и ќе имаат каде да им сготвиш. Тоа исто многу ме радува. Јас мислам дека си задоволна, така? Да, задоволна сум, презадоволна. Благодарност до Flex Credit, благодарност и до вас. Баже, многу ми е драго што станавме пријатели, што си секогаш од наша страна, што знаеш да не услужиш како што треба и знаеш да ни подариш. По секое време со здраве се користи. Љубица, задоволна си? Задоволна, презадоволна. Сакам уште нешто да ти кажам, јас веднаш не те пуштам за Николич. Сега ќе продолжиме да седнеме во гостилница дома, да се освежиме и да си направиме муабет. Како сте, како оди, како се дечињата, дали може би најдовме работа. Сето тоа ќе го направиме во гостилница дома. Ајде. Фала ви, другари, се гледаме повторно за некоја недела. Да, тука сме. Чао, чао. Чао. Потоа продолжуваме кон гостилницата дома, место каде што топлината не е само во храната, туку и во атмосферата. Место кое секогаш те прегрнува со својата домашна енергија, со мирисот на традицијата, свежо подготвена храна и со гостопримството што ретко се доживува. Љубица, здраво уште еднаш. Здраво. Многу се радувам што си денеска кај нас во Скопје, наша гостинка. Се наоѓаме во гостилница дома, една од најдобрите гостилници во Скопје. Кажи ми, кога последен пат седиш во гостилница, во ресторан? Никогаш. Никогаш немаш седнато? Не, никогаш. Никогаш немам седнам во гостилница. Значи, немам могуćности да седам во гостилница. Значи, Драго ми е што ние сме првите тие што овозможуваме ова. Се надевам дека ти е убаво, дека ти е пријатно. Кој е твоето омилено јадење? Дали може би го прочита менито? да. Кажи ми прво, каква салата сакаш? Дали ги прочита салатите се тука? Салата шопска. Шопска? Да. Добро. Шопска ќе нарачаме. Кажи ми од главно јадење што сакаш? Главно јадење. Дали може би ќе го прашаме момчето што работи тука? Момчето ќе да го Добро. прави. Јас точно знам што сакам, затоа што тука имаме едно омилено јадење што секогаш ќе го нарачувам. Само да дојде, да си нарачаме и да си направиме муабет што се случува во твојот живот од кога снимаме емисијата. Здраво, како сте? Добро, вие? Одлично. Повелете дали ќе се напиеме нешто? Вака, најпрво да ти кажам дека Љубица е од Николич, дојде на неја во Скопје на гости и таа за прв пат седнува во гостилница. Треба да ја услужиме како што треба, Не е проблем. да ја го направиме денот прекрасен. Не е проблем. Сакала, имала желба за шопска салата. Добро, шопска салата. Имаме желбата. Мене омилено јадење во гостилница дома ми е шарска плескавица. Шарска сакате обична или сакате полнета со зденка да биде? Полната. Тоа е за мене оброк. Љубица реши вас да ве праша што ќе понудите, што е нешто специјалитет некој тука може би? Добро, сакате расторен режимич, тоа ни е специјалитет. Тоа е со зеленчук, качкавалче. Сакате исто може шарска со зденка, филево сенф, реброто во фурна ни е одлично. Може шарска со зденка. За вас? Значи двете одбираме исто јадење и многу убаво сирење имаше тука, така? Да. И едно Сиренце? сиренце, да. Добро, кажете ми за сојадењето лепче, луто Лепче пиперче може? нешто. Може лепче, добро. може и луто пиперче, ама во оцет. Може. Добро? За пиење нешто. Јас сакам негазирана вода. Добро.
Негазиран сок. За вас? Негазиран сок. Сакате јаболко, портокал, праска? Праска. Праска? Добро. Кажете им водичка голема или мала да ви донесам на вас? Мало. Доволно. Тоа ќе биде се, Благодарам, така? да, сега за сега тоа е. Ти благодарам. Љубица, дојдовме денеска да уживаме, меѓутоа и да си направиме муаве што се случи по емитувањето на емисијата. Па, донација ни се понудија Happy Market за девојчето, бесплатно, додека да живниме, бесплатно да зими за училиштето храна. Тоа значи дека секој ден има таа обрук од маркетот. Тоа е прекрасна вест. Happy Market, да. Добро. Бесплатно болер и храна и облека од железара Тентови и они од Нов Дојран ни донесоа. Бесплатно ни донесоа од фурка Джокер храна, алиште, облека, топка на детето, там подароци на момичката на девојчето. Они што ни донесоа бесплатно и од селото од на мајка ми колешки там, пријателките, имаше кутии ставено во три продавници, во Happy Market, во БР и во Солон Пейстри во Стадоер, имаше кутиички ставено за донација. Така. И шпорот ни донесоа вчера, тие 3 колешки на мајка ми. Од која село беше мајката, извини, не Од Валандово беше, ама од тоа село, од Николич, што се има пријателките на мајка ми, они оргира за електрично шпори и водник и чешма. Ама водникот не е дојсен, електричното вчера не Меѓутоа го дојде. очекуваме, така? Да. Тоа значи дека ќе биде средена додирана кујната, веќе во тоалетот имаме бойлер, сега земавме машина за перање алишта. Добро, тоа се убави вести. Најголемиот апел во емисијата ни беше за работа. Дали може би некој ти се јави? Не, никој до сега ми се нема јавено за работа. Ми рекоа од општината, од градоначалникот ми рече, оти ќе ми среде за работа. Значи, по празниците ќе ми обезбедат работа, ми рече градоначалникот. Значи, уште еден апел, сите оние кои што не гледаат во моментот, потребна е работа во Дојран, во Стар Дојран, Нов Дојран, Николич, да се најде работа за нашата Љубица, за да може да застане на свој нозе, за да може да има еден убав почеток и да може да растат децата во убави и хумани услови, како што треба, како што заслужува секоја дете. Кажи ми како ти се дечињата? Добро. Ми се дечињата добро. Значи Јована беше девојчето, така? Наочни беше девојчето. Ете така, тоа сакам да прашам сега. Отец Теофил се јави после емисијата кога ја гледале, се јави и ми кажа оте он ќе не носи од Свера, од Струмица бесплатни огледалца. Ни ставија. Ти благодарам, извини Љубица, малку ќе направиме пауза. Ти благодарам. И се јави за да ви направат бесплатен преглед? Да, бесплатен преглед и направија и бесплатни очила им ставија. Огледалца што. Дали имаше промени, ви благодарам. Дали имаше промени затоа што колку година дена ја немавте однесено на преглед, дали беа расипани пулсочињата? Да, огледалцата беа издерени, беа расипани и видот на огледалцата, диоптерот им беше 3,5 на старите огледалца, сега им е 4,70. Тоа е затоа што... Значи, се повеќе ќе расте диопријата. Не е за операција, така ми рече докторката. Тоа дали се зголеми видот затоа што претходно не однесовте на преглед? Да. Кога е нареден преглед на Јована? Кога треба да оди повторно на контрола? Не рекоа од Сфера, а ми се понудија и друга очна докторка
во болницата во Струмица, ама отец Теофил го чинавме прв, ги одбивме нив, ама во наредна прилика и нив ќе ги чиниме таму да носам на контрола во државната болница во Струмица таму, на Аница. Супер, супер. Значи, договорени ни се и контролите, кога ќе треба да се отиде, имаме лекар кој што ќе ги провери бесплатно учињата. Добро, тоа се исто така убави вести. Иако душата ме боли што и пораснал диоптерот и што не било однесено на време девојчето, тоа е затоа што финансии недостасува. Тоа беше едно од најголемата болка во таа цела приказна. Девојчето не беше однесено на контрола заради финансии. Живели за убавите почетоци. Кажи ми, какви се плановите понатаму? Што друго ви недостатува сега? Водникот е средено е купатилото. Што недостатува? Под во едната соба треба да се направи? Па, треба да се направи. Што? Треба да се направи таму да се цементира. Не е цементирана. Треба прозорец да се направи во таа соба, другата. Нема прозорец, нема услови за тоа. Нема пари, нема могуćности. И тоа. Ни рекоа и од Дојран Стил, ќе ни донират железо за куќата, да, ни рекоа. Да, за куќа, за цела куќа ни рекоа ќе ни донират железо. За да се поправи нешто во куќата? Не, за железо за куќа, ако сакаме да започнеме куќа. Вие имате место во дворот кај што може да се направи куќичка, така? Аха, тоа значи дека железо што ќе биде потребно за една нова куќичка ќе биде донирано. Тоа значи дека треба да направиме, да собираме средства, треба да собираме материјали за една мала скромна нова куќичка да се направи, за да може тоа да биде дом за тебе и за твоите дечиња. Добро, значи кој колку може да собереме средства, тука се цигли. Ти благодарам. Ти благодарам. Тука се цигли, тука е пот, кој колку може, нека домнира материјали, кој колку може, нека домнира средства за да се направи нов дом за семејството од Николич, за мајката која што сама се бори за своите деца, самохрана мајка веќе 4 години, ако не се лажам. Да, 4 години. 4 години сама се бори, сама живее со своите деца, моментално без работа. Навистина ти е потребна голема помош. Јас се надевам дека ќе имаме, пуштаме апел и ќе имаме овој пат повеќе средства за да можеме нешто да изградиме. Може ли јас да послужам? Може. Кажи ми, како е мајка ти? Таа се бори како лавица за вас. Добро е и она. Се радува што носат донации, што има, така се радува, вика. И многу им благодариме на тие што донесоа донации. Јас се радувам, меѓутоа тек сега започнува се што треба да се направи, треба да собереме средства. Многу ми беше жал за твојата мајка, затоа што сега е моментот кој што таа треба да ужива во својата пензија и да се радува на своите внучиња, а таа се грижи за сите вас како мајка на твоите дечиња и на тебе. Се надевам дека посето ова ќе може да се собере нешто и да се направи. Меѓутоа, прво нешто што молам е работа за Љубица. Работа, като најбитно ми е работата. За да можеме за да можем да ги хранам децата. Значи, да ги храниш децата и да собереш нешто за да може да се направи куќичка.
Нешто за девојчето, за децата, значи. Така, кажи ми малото што прави? Мартин се викаше Малото, така? да, Мартин. Мартин како е? Добро. Мартин не оди ниту Не во оди во градинка. градинка, не. Немам услови да го носам и затоа го отпишував од градинка, беше запишен, ама го отпишував и не беше редовен. И немам услови да го носам, не го прифаќат тие од Николич, не го прифаќат да го носат. А со комбе го носев до градинка, А кога каде ти се врне наоѓа градинка? во Нов Дојран. Аха. Беше бесплатно, ама немам. Кога врне со комбе, со чадор, треба да го носам по ветер, по дош, ај кога не врне го носев, ама кога врне и кога не беше редовен го отпишува. Ама ова не значи нема пречка за ти да најдеш работа затоа што мајка ти е нема дома пречка, и се мајка ми е грижи дома. за децата. Да, и она се грижи за деца. Така. Нема пречка тоа. Значи за ништо не би земала боледување. Тоа е многу важно затоа за што има ништо, кој да. да се грижи. Решена си да најдеме работа, решена си да работиш, решена си да дадеш се од себе на работа, така? Да, се од себе. Решена сум да дадам се од себе за работа, за нам. Кажи, сакаш да пробаш? Да. Кажи ми во меѓувреме какви се плановите за понатаму? Што ќе се случува сега кога ќе легнеш навечер, кои ти се мислите за тоа што сакаше перална, еве пералната, сакаше да имаш дома шпорет, да имаш водник, да можеш да ги миеш садовите внатре во куќата, да прекинеме веќе надвор на ладно, да миеме да. садови. Ете, тоа го исполнивме. Кои се сега другите планови? Другите планови за воиднина може. Ајде. Ми се като најпрво работата ми е тоа, другите планови да се моите деца обезбедени. Со да имат по-добар живот. Така, кажи ми, Јована, за тоа што оди на училиште, каква реакција имаше од дечињата? Дали ја гледале емисијата со Незе? Да, ја гледале. Што се случуваше по имитувањето со Јована? Како реагираа дечињата, како реагираа незините другари? Добро реагират. Добро реагират со Јована дечињата. Си играт. Значи, добро се реагира по емисијата. Така, значи останаа другарки другарки, понатаму, си ја сакаат Јована, затоа што Јована е прекрасна. Ние сега ќе се услужиме, ќе се послужиме, односно, да ручаме и потоа полека да те пратиме за Николич.